Jakov plačеше pоради загубата на Јосифа, а тој доблесен син, качен на колесница, прими почести како цар, бидејќи тогаш не им подлега на насладите египетски. Беше прославен од оној што ги знае срцата човечки и кој дава венец бесмртен. Кој дава венец бесмртен. Да приложиме сега плач врз плач и да пролееме солзи со Јаков, кој плачеше за Јосифа целомудрениот, достоен за спомен, кој иако поробен по тело, душата си ја запази непоробена и царуваше над целиот Египет, зашто Бог на своите слуги им дава венец бесмртен. Им дава венец бесмртен. Целомудрениот Јосиф се покажа држител на правдата, дарител на пченица и ризницар на добра. Еврејското собрание без духовни плодови. Христос го споредува со бесплодната смоква. Затоа да бегаме од страстите, зашто и ние еден ден би можеле да бидеме проколнати и исушени. Во овој свети велик понеделник правиме спомен на блажениот и прекрасен Јосиф и на исушената смоква, бидејќи од тука добиваат почеток светите страдања на нашиот Господ Исус Христос. За прв негов праобраз се зема праведниот Јосиф. Тој беше последниот син на патриархот Јаков, роден од Рахилја, кому браќата му позавидеа поради некое негово видение насон. Најнапред, тој бил фрлен во некоја јама, а неговиот татко беше измамен од неговите браќа со неговата искрвавена облека, велејќи му дека е изеден од зверови. Потоа, за 30 сребреника бил продаден на исмаилќани. Исто така, потоа го предале на Пентефри, началникот на евнусите на египетскиот фараон. И бидејќи неговата жена се разгневи против младиот поради неговата невиност и чистота, затоа што не сакаше да направи беззаконие со неја, тој побегнал, оставајќи ја својата облека. Таа го наклеветила на својот господар и затоа доби затвор и окови. Оттаму е ослободен поради неговиот дар да толкува сонови и одведен пред фараонот, а потоа поставен за господар на сета земја египетска. Подоцна станал и снабдувач со жито на своите браќа. И откако во се добро го помина својот живот, умре во Египет со голем углед поради неговата чистота покрај другите добродетели. Може да се рече дека тој е праобраз икона Христова, бидејќи и на Христа му позавидоа неговите едноплеменици јудеите, и од ученик е предаден за 30 сребреника и затворен во еден мрачен и темен ров гробот, и оттаму излезе со своја власт за да владее со Египет, односно над секој грев што го победува докрај. Он владее со целиот свет и човеколюбиво не искупува нас преку таинствено давање на пченица
бидејќи самиот се дава за нас и не храни со небесниот леп, со своето живоносно тело. Ете, од овие причини прекрасниот Јосиф од Стариот Завет го спомнуваме овде. Овде правиме спомен и на исушената смоква, бидејќи божествените евангелисти, односно Матеј и Марко, за неа зборуваат по расказот за цветници. Утрото, кога он излезе од Витанија огладне, а другиот вели, кога утрото се врати во градот огладне и кога виде една смоква која имаше само лисја, но без смокви, бидејќи не беше времето за смокви, се доближи до неа и рече: никогаш повеќе да не раѓаш плод. И веднаш се исуши смоквата. Смоквата ја символизира еврејската синагога, во која Спасителот не го најде плодот што го очекуваше, туку само лисната сенка на законот. И тоа Создателот го одзеде на крај од неа, бидејќи беше неплодна. Но некој ќе рече: зошто бездушното дрво стана суво, откако прими клетва без да сгреши? За да се знае дека евреите, гледајќи го Христа, како на сите им прави добро и никому не прави зло, мислеа дека он има сила да прави само добро, а не да прави зло. Но човеколюбивиот Господ не сакаше тоа да им го покаже на луѓето. Он сакаше да ги увери неблагодарните луѓе дека има власи да ги казни, иако оној кој што е добар не сака да казнува една бездушна и нечувствена природа. Исто така, до нас дошле и некои неискажливи поуки од премудри старци духовници, например, како што вели Исидор Пелусиот, дрвото на престапот беше она од кое престапниците ќе ги употребат лисијата за да се покријат. Поради ова тоа е проколнето од Христа човеколюбиво, бидејќи тоа немаше да пострада ако смоквата не беше дала плод одговорен за престапот. А тоа дека престапот може да се спореди со ова дрво, тоа е очигледно, бидејќи во него ја наоѓаме сладоста на задоволството, која го привлекува гревот, а потоа горчината и грижата на совеста. Впрочем, историјата за смоквата оците ја поместиле да ја спомнуваме овде, за да не поттикне на покаяние, како и она за Јосиф праведниот, поради сличноста со Христа. Смоквата е секоја душа која е туѓа за секој духовен плод, кога наутро, односно по сегашниот живот, Господ не наоѓа кај душата покој, Он ја исушува со клетва и ја испраќа во вечниот оган, и таа стои како некој исушен столб, плашејќи ги оние што не дале достоен плод на добродетели. По молитвите на прекрасниот Јосиф, Христе Боже, помилуј не, амин.